Здраво, живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Марина. Јас сега те поздравам од тлото. Стасав, Да. слетав, се е во ред, Се врати. супер. Само неколку проблеми имам со влемињата. Уште не сум на на германско време. Не сум. Уште сум на тоа тамошното време, ама полека ми се враќа часовникот внатрешен. Не знам што совет да ти дадам, не сум осетила джетлек, немам летано такви некои дистанции. Ама ајде ќе помине валјда. За кратко. Да. И ова мојава настиган ќе помине валјда уште 6 епизоди, ама тоа е сега ќе ме ќе ми истрпат уште малку. Можеби тема малце ќе те олабави, ќе те ослободи. Мада тема сега што ќе ја фатиме денеска е сите избори поминаа, сега ние за изборите правиме. Сите честитки на победниците во Македонија. Да си ја терат политиката како што треба, се најдобро, на новата председателка и пожелуваме многу успех, праведност, реалност, да биде председателка на сите граѓани, како што се внатре, а и за овие што се за надвор. Ние денеска специјална тема, а тоа е Европскиот избор, односно изборот на Европски парламент, сега на 9 јуни. Си правевме мове со Панче и некако свативме дека во нашиве кругови, барем во моите пријатели и слично, не е кој знае колку актуелна тема, ама сепак одлучивме да ја обработиме, бидејќи реално многу македонци до сега имаат и германско државјанство земено, значи имаат право на глас, а исто така има и многу со двојно државјанство и со европско, значи едно македонско, едно европско, и они исто така имаат право на глас. Правото на глас е многу важно, мене ми е многу важно ми и тоа да го така да го комуницирам сега така што можам, најважно демократско право, и за тоа ќе си збориме оваа епизода. Кој се бира, што ќе се случува и да, општо, уствари може некојаш треба некоја епизода општо за избори да направиме, дека има разлики од кај нас, ама еве сега конкретно за овој избор е актуелно и може со ова да збориме. Има време, ќе дојде 2025 ќе бидат изборите во Германија. Да, тоа ќе биде јако. Тогаш ќе биде повуци потегни, па можеби тука да опфатиме како ќе бидат изборите без тензии, без политички напрегање или без вакви некакви симпатии, неутрално ќе ја опфатиме и таа емисија. А денеска, како што рече ти, зборуваме од таа причина што голем број германски државјани веќе имаме, голем број имаме на европски државјани кои што се тука. И верувам дека за многу, и тоа е точно тоа ти што го кажа, правото да гласаш е многу важно и битно да го си го дадеш својот глас, оти ако не го направиш своето право, после тоа не можеш да се лутиш, па сега политикава вака, политикава нака, а не си испаднал или не си гласал на избори. Од моје искуство, бидејќи сум веќе 30 години тука и поминав неколку, да речам, избори веќе тука, и европски, и комунални, можам да кажам дека со секој идење на изборите, се повеќе и повеќе излезно што поголемо. Се сеќавам дека пред времето, пред 20 години, Европски парламент никој не го интересираше тука. Ама апсолутно никакво, излезноста беше катастрофална. Да. За Европски парламент нешто не ги интересира. Та дури и пратениците не беа толку праќаш некого, не те интересира, не одиш на вака. Да. А со последно време, кога веќе сваќаме дека Европа, како да речем, како заедница, зема се поголем замав на одлуки во националните закони, треба секој да се праша за кого, или ако испаднам, или ако не испаднам, зошто не испадам, бидејќи сепак некои важни одлуки се носат во Брисел, точно во тој парламент, кој што потоа влијаат на законите или на животот во матична држава. Да, скоро се така, мислам дека ние како македонци тоа не можеме толку да го сватиме дека
нема таква споредба кај нас, ама тука баш секоја важна државна национална тема треба и од аспект на ЕУ да се гледа. Значи, Точно. се што е донесено таму како закон, како одредба, се е спроведено тука во секоја сфера, значи сигурност, миграција, климатски одлуки, се буквално потекнува од некоја европска регулатива. Точно. Да? И затоа европска, тие европски регулативи ги носи, значи Европскиот парламент, тоа е законодавниот орган во Европската унија. Значи, точно. И затоа таа идејата на целата оваа епизода е луѓето кои што не слушаат да ги информираме зошто е тоа така, за кого вираат, како бираат, значи каков е тој систем или што значи, бидејќи на овие, да речем на 9 јуни ти го кажа веќе датумот, нема само да се бира, например, Европскиот парламент, еве, например, кај мене, јас веќе ја добив поканата, постојат, ќе бидат во Рајнар-Фалц има и комунални избори. Значи, ќе бираме тука во општината, во да речем селото, ќе го бираме градоначалникот, ќе го бираме, но веќе имаме покани за многу вакви речи го парламентарни, да речем, политички манифестации, каде што партиите ќе си ги кажат своите програми и сите тие работи. Значи, тоа исто да си оди, да речем, на некоја регулатива. Сега тука не се митинзи, како што да речем ше познаваме ние од оздола, тука е, се знае, во Гемајндехаузот се собираат покани, секој добива писмо во поштенското сандуче, кој сака оди и си поставува прашање. Значи тука германците се има и некогаш митинзи. Јас сум била на митинг се некоја беше како Франшадон, како настан, Меркел кога беше во Гизен. Тоа беше преако нешто, 2018 мислам дека беше. Обично митинзите се вршат во времето кога се националните избори. Да, има и тогаш. Да. Тогаш гостуваат, да речем, овие што се главните кандидати. Значи, тие што ќе бидат, например, сега Шолц, Мерц, Беабок, значи главните што се вако и ги посетуваат републиките, ги посетуваат тие, да речем, партиски настани на кои што говорат за програмата на партијата. Логички, не? Истото и сега се дешава со овие европски парламентари, но можеме да кажеме дека тука специфичноста на ова е што се бира, например, на ниво на државата. Значи, не бираме, да речем, тука се глаша за партијата. Да. Значи, тука принципот на европските пратеници е сосем подруг отколку, да речем, на националните. Не? Така да е интересна тој процес е интересен на избирањето на европските пратеници. Бидејќи оние имаат голема моќ, да кажеме која е задачата на Европскиот парламент, можеби. Оти едно е да знаат, например, да се знае зошто што прават тие пратеници, што одлучуваат кои ќе се изгласаат од тука, потоа се формира Европскиот парламент. Сега, например, во нормалните парламенти, да речам, се знае, например, социјалистите си имаат своја партија и си седат таму. Овдека групите, бидејќи од сите земји се збираат, се создаваат така наречени европски фракции. Значи фракција на социјалисти, фракција на либерали, фракција на зелени, фракција на, да речем, на десница, на левица, и останати други. Така да и потоа во тие фракции одлучуваат за понатамошните за сите закони на што се носат во парламентот. Обично во Германија може да се гласаат сите од 18 години. На овие избори правото на гласање е остварено за тие што имаат веќе 16 години наполнето. Точно. Тоа беше исто голема дискусија уште кога дојдов, дали да се намали, дали не, бидејќи нели сакаат и треба и младите да одлучуваат како ќе се развива Европска унија, па ќе видиме сега што ќе искочи од тоа. Точно. Ама интересното е, сега ќе те прашам нешто. Знаеш ли колку пратеника се во Европскиот парламент? Појма немам. Прочитав некогаш, имам прочитано, ама не ми текнува сега. 600? Оваа година 720. 720. 720. До прошлата беа
700, уствари пред, да речем, Брекситот, пред англичаните да испаднат, беа 751, со испаѓањето на англичаните, речем, на англичаните беа некако 702, а оваа година, значи 2024, парламентот изнесува 720. И сега ќе размислиме на 720 во Европа, а германскиот парламент има неколку 740 или 750 пратеници се, сепак се работи за една, да речем, сосем друга бројка на пратеници која што Германија или останатите европски земји ги праќаат во тој европски парламент. А од Германија, како најголема популација во Европа, да речем, како најголема држава, има право да прати 96 пратеника. И тоа е максималниот број на пратеници кои што една држава може да ги прати од ова речи го од европски држави. Да. А иначе процентот или процесот на одлуката, например, за пратенициве зависи од популацијата на државата. Максималното го шерков Германија со 96 до минимално 6 пратеника. Да, тоа беше пропорционално со како со жителите. Спрема жителите, точно. Да. Значи, колку е поголем бројот на граѓаните, да речем, на жителите на државата, толку е поголем бројот и на пратениците. Меѓутоа, пропорционалноста се гледа во тој момент што, наречам, 96 пратеника одговараат за поголем број на луѓе, во разлика од помаливе, каде што, например, другиве 6 одговараат за помалци. И затоа тој пропорционалитет така направен. Например, може да спомнеме, че Бугарија има 17 пратеника. Хрватска 12, Словенија 9. Да. Од да речем од овие земји што се не обкружуваат нас. Да. Ако ти интересира некоја држава, може да ти кажам. Имам пред мене. Така ли? Да. Па добро, Хрватска, Бугарија ги кажа тие некако најблиски ни се, што знам, Шпанија, Италија, колку има тоа ни кажа? А за Шпанија има 61. Аха, и они имаат многу. Точно. А Италија има 76. Добро, и тоа е. Грците 21. Интересно. Супер. Да. Оваа година има 35 партии и здруженија кои што се кои добиле одобрување да достават листи со кандидати, мислам дека околу 50 не си имаат пријавено. Да. Ама и тука има, мислам, има некои и таму некои законни регулативи кои сме, нели, да се пријави 35. Тоа си успеале, тие се дозволени, да, и тие се овие поголемиве, нели, ЦДУ, ЦСУ, СПД, ФДП, тие што ги поголемите што ги знаеме, има и помали. Може да гласаат и здруженија на граѓани, например. Здруженија на граѓани може да се организираат и да дадат своји кандидати во Европскиот парламент. Да, и така е. Се гласаат, че не мора да биде само политичка партија. Да, така е, да. Значи, ние може да се собереме, да си направиме едно здружение. Баш тоа ти те прашав, дали имаш некакви претензии, бидејќи исполнуваш условите да бидеш... Исполнувам условите, да. Кандидираш како пратеник. Значи, имаш 18 години. Имаш германско државјанство. Не си казната или не си во судир со европските закони и во тој момент можеш да се бидеш на некоја листа, ако имаш, да речем, ако имаш следбеници или ако имаш познавачи или приврзаници, и се пријавувате на таа листа се доставува до изборната комисија, и тука има исто изборна комисија, тоа не е ништо голема философија. Нормално, да. Да, и они одлучуваат врз основа на тоа ваквото дека може да настапат. Што е специфично, е тоа значи дека немаш поединци. Значи како вика на македонски, како вика овие што се независни пратеници. Независни кандидати, да. Тоа не е можно за Европскиот парламент. Значи да речеш сам ја имам, имам програма, имам ова она, и да испаднеш и да речеш ја Марина или ја Панче
одиме трчаме, лепиме плакати и сите тие работи. Тоа не може. Значи, може за тебе да има групања граѓани или така организација некоја која што ќе биде како листа доставен. Да. Да, добро, овој избор може малку се кнап ми е сега, ама за другите ќе размислам за 5 години. Зависи кај ќе бидеме. Не бара за комунална политика, викам, не ми уште времето. Јас ти кажав, скрос можам да те замислам тебе на некое такво место. Јас сум повеќе не сум толку така за во политички води, ама тебе можам да те замислам. Има да ги дотерам ко вакво е. Да, после ќе викаме со Хеа Чаушевски подкаст правим. Тогаш нема да имаш, тогаш нема да имаш време за подкасти, тогаш таму ќе. Зошто? Да. Сите политички подкасти прават тоа, не е интересно тоа. Стварно, да. Кога слушав оној ден, онака си дискутираат, многу интересно, ала да име. Гизи, сите подкасти прават. Да, не е ништо вакво. Да, па добро сега и тоа е начин да се стигне до публиката, нормално и они не се нели паметни се. Со тоа си кажеш својата со тоа си кажеш своето право, тоа си кажеш вакво, нормално, се рекламира таму, со по тоа ќе процениш дека човеков знае да зборува или да знае и тоа што го кажува со смисла. Да. Така е. Да. За партиите што ги спомнав, може да се информирате во нивните, нели, на нивните страни и партиски програми. Може да си ги симнете буквално, тоа се големи документи, ако сакате точно да се информирате што им се плановите, што сакаат да спроведат. Или ако сакате по скратен пат, има една алат со неколку, мислам дека 30 или 40 прашања се поставуваат и ви ги одговарате. И на крај се прави споредба од вашите одговори и со нели програмите на сите партии што се пријавени и ви излегува резултат, нели со колку проценти имате исто мислење со некоја партија. Некои прашања кои се посебно важни, значи има прашања на пример за економија, некои за клима, некои за миграција, кои се посебно важни, може дупло да ги процените, мислам си ги обележите да ви ги проценат дупло и на крај ќе ви скочи резултат. Пробајте, тоа не го нема секогаш, го има само пред избори. И е интересна алатка ако не знаеш што за кого да гласаш. Тоа е така да речениот валомат. Валомат, како автомат, ама изборомат. И он ќе ти каже каде се врзоснова на одговорите, како ќе држите на тоа е како мала анкета, ќе одговараш лево, десно, горе, доле, вам, таму и врзоснова на тоа ќе испаднеш на крајот тоа што мислиш или тоа што не мислиш на крајот, зашто чекав ја сосем друго размислувам, вакво е. Ама сепак партијата си е партија, па речем, кога ги знаеме на пример нашите партии, да речем тие големите, да речем плеери сега што се тука ЦДУ, ЦСУ, ФДП, АФД, тоа што го играат они на национално ниво, го играат и на европско ниво. Значи тука не е да мислиме ако на националното ниво една партија е таква, и дека утре други ден кога ќе испаднат, кога ќе отидат во Европа, ќе имаат сосем друго размислување или други вакво. Не, програмата си е иста. Ако зелените се за клима или за верме пумпи или за тие истата работа ја тераат и во Европскиот парламент или ЦДУ и ЦСУ и сите тие работи. Истото тоа го тераат и во, значи државните интереси фактички ги пренесуваат на европското ниво. Сега колку фракцијата ќе ги поддржи тие нивни, да речам, програми од од национален интерес, тоа зависи до договорот, али сепак речам, знаеме дека германското влијание мора да се признае дека во Европската унија е доста влијателно. Иначе немаше фон дер Лајн да биде председател на комисијата кога она не беше, приведејќи она мора да биде избрана во парламентот, па да биде председател на таа комисија. Тогаш на времето кога беше имаше несогласици, и однаш се појави Меркел и го даде тоа решение кога фактички донесе некој надворешен и го стави како преседан беше тоа тогаш на времето, ја стави незе за председател и потоа се процени дека моќта е сепак таму каде што
од друга страна, кога ќе размислиме, а сите знаеме дека германците се најголемите носители во буџетот на Европската Унија, Да. тогаш е логички дека тој што, да речем, тој што плаќа и тој ќе свири, да речем, буквално кажано. Да. Но, сепак, може да се каже дека сите тие, да речем, тој буџет или тие одлуки што се донесуваат, тоа придонесуваат за сите. Значи, да, сите користат од таа, да речем, од таа Европска Унија. Ако некој мисли дека дека тоа не е. Меѓутоа, кога настапувате со една држава, ако е едно, ако настапувате со 27 држави заеднички на светскиот пазар, сосем подруго, и затоа тоа е направена таа унија да биде малце пандам на сосем другите, например, на Америка, на Азија, на моćните држави кои што, да речем, се сосем поинаку. На времето за тоа го приметиле они и сватиле дека Германија како сила, да, може, меѓутоа не може една да биде, а другите да одеваат. Да, така е. Сега што би сакал да потенцираме можеби е за нашите, да речем, што се тука со европскиот пасош, а не добиле или се уште не се во тој избирачки список, имаат право тоа да го направат. Значи, тука кој ќе, да речем, кој ќе добиете државјанство германско, автоматски го добивате тоа избирачко право. Додека за овие, например, што се со европски државјанство, тоа право треба да го побарате, а што друго може да побарате тука без антрак? У Германија не оди ништо без антрак. Не, у принцип треба, уствари, со самото тоа што се пријавени како европејани, да им стигне као покана за гласање, Wahlberechtigung. Ама ако не им стигне, може да провера дали се во Wählerverzeichnis, мислам во како список на гласачи. Како странски државјани, они се во списокот на матичната држава. Значи, таму ако се ќе добијат автоматски. Се прибидејќи, значи тоа е избегнување, например, на дупло гласање. Прибидејќи гласањето, например, се дешава, например, во 4 дена. Например, гласањето на Европскиот парламент од 6 до 9. Сега, например, ако речеме дека тука еден европски државјанин гласа на 9, например, у Германија се на 9, а држава, матична држава изборува се на 7. Може ти у матична држава гласа у 7 за таму, иде тука и по тој автоматизам може и тука да гласа. За тоа да се избегне, кога ќе дојде тука, не иде по автоматизам, ами треба да поднесе барање, и у тој момент кога ќе поднесе барање, он ќе гласа само тука. Во матична држава веќе нема да гласа. Значи нема да добие, нема право да добие. Да, ма знам многу што добија такви покани без да се некои што не се незаинтересирани. Може би кога се пријавувале на адреса, биле прашани. Кој знае. Можам да прашам уствари за ова, баш се ме заинтересира. Ја порано ти имам кашано на бев многу пати на кутии, што би кажале во Скопје. Нели бевме одговорни за се, за целиот протокол, за се, почитување нели на сите правила, што се тоа беше секојаш супер искуство за мене. Јас знам порано во Скопје онака се тепа луѓе да бидат на кутии, да бидат или наблюдувачи, или таму не знам, да бројат гласови. Нека и тоа се плаќаше, и тука се плаќа, ама тука молат, буквално молат, колат, дојдете, аман помагајте, од сите страни само извештај во преку весник, на работа ти се обраќа. Добро, ја порано нели во општина директно градоначалничката не прашуваше, дури и тоа се рачунаше како работно време. Ем пари ми дава, ем работно време, да. Шубо. Мене ме беше, стварно чест ми било секогаш. И кога сум можела и 2 смени, мислам тоа не се рачуна пак 2 смени како работно време, ама пак, што знам, ми било секогаш интересно. Можам таму да прашам како е сега за овие избори со европските граѓани. Пошто стварно е легитимна. Да. Нели мисла, тој може дупло да гласа, ќе си гласа тука, после ќе се отида во Хрватска негде, Бугарија, ќе си гласа и таму. И мислам дека тоа е таа, да речем, ти што го пише тој Wahlverzeichnis, да видиш кај си, што си и оти си, зошто си. Ама со, кој што рековме, со тоа барање,
Некој ако сака, тоа барање го имаме ние, ќе го симнеме, ќе го ставиме во шоу ноутсот. Го кажав ли добро? Да. Марина ќе го закачи и може да си го Така. симне и со тоа барање да го исполни и да отиде во општината и да рече, слушај, еве го, време се уште има, бидејќи и тука постојат рокови. Последниот ден за пријавувањето на овие случаеви е 19 мај, бидејќи од 19 мај 21 ден, после 21 дена се изборите. Значи 21 ден пред тоа може да се поднесе тоа барање за да добиете потоа официјална покана за гласење. И на таа покана стои избирачко место, улица, број, сите тие работи, и тоа е фактички како легитимацијата за правото на глас. Да. Тоа фактички денес би требало да биде последен ден, како последен работен ден пред 19, петок 17 мај. Не, до 19 мај. До 19, ама работи ли некој таму? Сабота знам дека во повеќето комуни се отворени. Добро, 19 сега може да го пратиш барањето, да го пратиш барањето, па кога ќе го обработат. Мислам, они се ќе направат, значи сум била неколку пати на другата страна во општина додека се одвивали избори, значи тоа е организација невидена. Буквално се борат за секој глас, се ќе направат да стават во список на гласачи, се ќе направат. Значи само би изразите желба за гласање и ќе се среди тоа административно. Тоа е нормално, Марина. Секој се бори за гласови, секој кој ќе победи. Значи тоа не е ништо. Сега на пример ние сме навикнати од нашите, да речем, бурни политички збиднувања и там да речем медијални действија што се десаваат. Тоа е истата работа, само можеби по, да речем, по не толку екстремно. Не толку екстремно, да. А за се одвива по некој. Мада сум што би рекле германците, гешпант за 2025 што ќе се деси. Поготово сега на следниве три есенски избори. За три републики во источниот дел, што таму ќе се деси. Тенденцијата ја знаеме која е, па ќе видиме дали тоа ќе се оствари или ќе ја фатат кривината овие другиве, па ќе видиме што ќе испадне на крајот. За жал е така, тенденцијата е некако анти-Европа, против Европа Feindlichkeit, Stichwort на овие избори, за жал. Не знам, и кај нас, мислам дека многу се осеќа така, онака 20 години, колку сме скоро веќе кандидат за ЕУ. Има и од кај нас онака таква некоја измореност или некоја верзија. Таа поговорка, знаеш, секогаш двајцата се криви. Не може да се... Добро, да, тоа си е така, па вака од основно расположение, мислев дека можам да разберам зашто некој македонец што има право на глас тука, не би имал многу интерес или многу желба нешто да промени во Европска унија, пошто веќе многу не ни веруваат во тие вредности. Ама, сепак, па да речем, она демократско право, да речем, основно право, го имаш тоа право, треба да го дадеш тој глас. Тоа свари сакав да потенцираме дека е важно да искочиш да гласаш и покрај тоа што еве си така истравматизиран, да речем, од некои политички случувања кај нас, со такви некои европски односи, ќе биде, нема да биде. Важно е тука да го оствариш твоето право на глас, дури и да го поништиш глас. Значи, оди, прешкртај го ливчето и встави го, ако не можеш да се одлучиш или ако не сакаш, не си го давај правото на глас. Ќе влезе тоа во статистика на излезеност. Ама па ќе се вратам аз на таа травматизација, да речем. Разликата е, например, јас кој ја осеќам тука, кога сум модел тука или одам. Јас веќе 20 и кусур години одам тука да гласам за парламентарни, за комунални избори. Значи, тука ја не осеќам притисок дека или не очекувам, ако гласам за партијата XY, дека таа партија нешто мене ќе ми даде. Дека ќе ме вработи, дека ќе ми даде подобри дни за децата. Не. Ја очекувам од таа партија да ми направи, рамката да ми ја направи, во која што јас можам, слободно, како прво сум слободно да се движам, кај што можам врз основа на тоа како квалитет, како човек, како единка, како тоа што сум учил, да ми дозволи
да се развивам. Значи тука и германците тоа не го очекуваат, например, од партијата да ги вработи. Кога речеме тука вработување нема тука, и затоа они ги гласат, тука се гласа сосем, тука гласачката идеологија е сосем подруга. Значи, тука како што треба да биде, значи тие луѓе, тие противници треба да го ги представуваат желбите, брањата, ставовите на народот, а не да... А народот не треба да ја очекува од партијата дека партијата ќе го вработи или дека ќе му даде или ќе го подобри вако. Не, единката треба тоа да го направи. Партијата или владата, партијата и владата треба само да рече, окей, данокот е толку, тој данок тоа, тие средства одат за тоа, ова оди за ова и вие се движите од тој колосек. Законската регулатива, да не крадеш, да не и сидите работи. Да. Добро, ма тоа и тоа разбирам кај нас, тоа не функционира така. Мислам, сите знаеме како функционира, како се менјават партиите така и се губи работно место или се добива. И тоа е тоа тука не е така, да. Да, тоа сакам да кажам, че тука не се очекува, не очекувам ја ако ќе гласам за тој дека утре ќе ме ја немам. Тука ако имаш, знаеш, вако е тука се приватно, државното се знае, државното, општините, институции таму, таму нормално си има конкурс и конкурсоци, секој може да конкурира. Значи тука нема вакво. Така треба да биде, Ти си била барем општина, ти знаеш дека општина, кај тебе, аутско набиране. Никој не те прашува, да. Гледа таму, вика, ти тоа што имаш завршено, тоа имаш. Знаеш да збориш, знам, вакво не знаеш да кажеш, знам. Окей, си имал вакво си имам. Окей, кандидат, добро е, следниот иде. Така одговор. И на крајот, сега, од тоа си ги бираш, да речам, тие што ти одговараат најповеќе. А не, дајме директива, па да списокот, па 15 души, па 20, па седи по 5 души у канцеларија и вакво и кисни денска, а ништо да се завршил. Отидовме од Европа, отидовме на друга тема. Па не, добро, пак ние сме, македонци во Германија, мора да си правиме вакви споредби, за некој што не знае, да се охрабри да оди на избори. Кој што го рече, ние познаваме таа разликата е познание, гледаме, тоа сме укажуваме, можеби сега може појавно укажуваме сега. Маза порано ја морам да кажам, ја веќе некоја година имам право на гласот како земав германско државјанство. И порано, онака порано, кога не имав право, имав чувство дека не се збори ни толку за политика, дека не се интересира толку. Знам и вести не гледа, многу фамилија вака што бев бебиситерка, општо не се збореше онака, како што бев навикната во Македонија да се збори. Ама сега и тоа се менува. Сега се повеќе и повеќе политички теми се дискутираат и дека веќе онака сите приметуваат онака кога ти е нешто пред врата, некој проблем, дали со нешто социјална држава, дали со климатски промени, било што, нормално мора да ти интересира. Ја порано исто викав, не ми интересира политика, мора да ти интересира. Ако сакаш да живееш во демократија со други луѓе, а не во џунгла, мора да ти интересира. Точно. Треба да имаш свое мислење за тоа, свое мнение и свој став за тоа. А они сега повеќе се занимаваат со политиката, бидејќи политиката се повеќе и повеќе навлегува не во животот, меѓутоа рамките ги, да речем, ги стегнува. Значи, донесуваат некои одлуки кои што за поголемиот дел од луѓето едноставно не се сватливи. Мене, например, сега некој да ми рече, смени го Парново е 20 години старо јочев, ти нормални си, кај си, шо си? Тоа е така. Знаеш, они тоа што го викаат вербе пумпе и што ти ја знам до 35-та газ нема да има ватова. Кај нема газ, како што ќе правиме? До кај, знаеш? Значи, затоа е таа, да речем, дискусија, меѓутоа дискусијата треба да биде со захлиш и фахлиш што викаат они тука. Да, да не се прави многу популизам. Популизмот е многу лоша работа. Ете. И не добиваме газ од Русија. Какво парно имам? На газ. Треба да си најде човек некој начин да се веродостојни информации, да чита веродостојни извори, што знам, тоа исто е голем предизвик. Може и затоа некој би бил се збунет, стилот кај да знам се оваа партија, ова кажуваат, ама дали тоа го прават или што прави Илуминатото, не знам, не живеам тука долго, и за да идам да не гласам.
Да. Ама падежам, секој падежам, секој може, секој знае да чита. Значи, Па не секој падеш знае да с чита, ама не секој знае да си оформи мислење. Прво треба ствари да се знае дека е важно, значи да биде на листа на приоритети, да се информира човек за тоа, а второ и да се активира, значи да се искочи да, на избори. на избор. Да. Оти Исто после така тоа може сега кога веќе спомнав за помошници за избори, може секој да се пријави за тоа, што има, дури што нема право на глас. точно. Може да се пријави, ќе ви дадат како, ајде, семинарче, ќе го речам, ден-два, се едно, презентација ќе ви дадат, што се прави, како се прави, точно секој чекор, како што германците си љубат, секој чекор ќе си го објаснат, ќе си го стават на презентација, ќе ви го испринта, да си имате, да видите што се ќе се случува и тоа на денот на гласање само нели ќе соберете гласови, ќе изброите, ќе ви дадат пари и ќе си одите дома. И тоа е тоа. И после за следните избори пак ќе ве бараат. Дека никој не им се пријавува, ама што за мене секогаш ми било интерес. И ќе научите дека како не се понат кутии. Нема шанси, тоа стварно си имаат некоја гордост во тоа спроведување на такви некои. Не ни само избори, онака. Они, ако им си имаат протокол, ако имаат чекори нешто така да се направи, тоа германецот си има гордост во тоа. И така ќе го направи, нема тука лево, десно, никако. Значи, сме пребројувале гласови, еден или два, ако не се, пошто сите гласови се ставаат во списокот, треба нели да штиклираш, и после тие штиклираните луѓе треба да ги изброиш и бројот треба да биде ист со ливчињата. Точно. И ако не е ист, едно од две, пак се брои. Ќе останеш до 12 ако треба, ама ќе биде тоа точно. Ами интересира, мора ли да биде крстче? Ти беше таму у тоа. Не мора. Не мора. Законски треба, вика, треба да е јасно, значи волјата на гласачот треба да биде јасно. Ако е срценце, крстче, било што околу тука во партијата, во кругчето. Да, иначе има приказки, сум имала, значи цртежи таму, своје име, нешто напишано, штиклирано, да. Скинато ливче стаено одма во урна, мислам, има сега нормално и тука си има луѓе што се заинтересирани за политички теми, што си имаат многу силни мислења. Да, ти кај кај ваку у селово е 2 души. 3 фракции, ама веќе тука ваку е. Супер шо, и тоа треба да се знае дека секој може тоа да го направи. И тоа кај нас во Македонија, ја не се разбирам во македонскиот начин на формирање партии и слично, ама не верувам дека некој вака нормално, што викаат германците, може да си се пријави. Јас изгледам секој ден у поштарско сандучо, секој некоја фракција ми стасува која. Овикам. Да, си се организираат. Од сите кандидати 95% ги познаеш, например. Да улица се сидиш вамо ајн на прослави, на карневали, на вода този знаат и факвото и викам видиш што стара работа се. Да. А исто заборавивме да кажеме дека тука значи се бира во локалот кај што сте внесени, тоа ќе ви стигне писмо, обично околината, градинка, школа, било што. Сала, да, нешто, а исто така може и преку писмо да се гласа. Тоа мислам дека го нема кај нас, така? Ама сето тоа паѓачено, сето тоа на поканата стои, од задната страна стои, значи како сакаш да правиш, вако рече, како сака да ти биде изборот. Сега паѓачено на денот на изборот се знае. Се одиш, писмо до соте, поканата, пасош, лична карта. Лична карта, да. Тие работи што ги имате, ако имаш изборната покана, добро, ако не ништо страшно. Точно. Јас од 9 од 10 пати јам изгубено некаде. Само со лична карта или пасош. И потоа ќе го добиете од, да речем, од комисијата или од и Марина, пошто стоела таму, и од Марина ќе го добиете ливчето, и на ливчето се напишани сите. Оваа година, како што рече ти, 35 партии, значи тоа ливче ќе биде 3,5 метра. Огромно, да. Ja?
Многу се големи ливчињата, да. Точно. И на тоа ливче имате право само еден глас. Значи само за една партија да гласате. Да. Така е. Но? А може иначе и да си седите во локалот откако ќе се затвори локалот, кога ќе се затвори ствари за броење. Мислам, затворен за бирање, ама сега се брои. Може да седите таму и да наблюдувате дали се брои како што треба. Да. И тоа не се еднаш знал. се запишува, да. Мислам дека тој во Македонија има наблюдувачи, мислам дека се викаат. Ама не сум сигурна. Како и да е, може било кој да се седне, ние не мора да се било кој. Да, било кој. Ти како дел од изборната комисија не мора ни да прашуваш, ни кој си, што си седиш. Отворена, кој сака може да си влезе. А после тоа ме интересира, како гласови на кого ги пренесувате? Како? Да. Гласовите само што ќе се избројат, значи зависи што се бира, зависи кои бројки ти се важни. Обично има на крај протокол, треба да се пополни колку луѓе дошла на гласање, колку, не знам, дошле со покана, колку без, колку гласови се изброени и после по партиите, значи тоа се состои во протокол. Протоколот се става во кувертите со гласачките ливчиња, а пред тоа, значи само што ќе се избројат, треба да се јавиш во општината или градот што те пратило ствари од изборна комисија. Во мојот случај беше тоа во општина во Гизен, Валамт, значи изборна служба. Значи по телефон ти даваат и телефони за тоа и кажуваш дојда, протоколот е ова, дојда толку луѓе, гласаат толку луѓе, тие партии се, и они таму да си внесат, значи за тој локал, тие се бројките. И после средуваш све, треба да биде се средено нормално, дека другиот ден тој локал ќе биде школа пак, или сала, или градинка. Неколку работи хаус мајсторите се семаат, ама сум била и на чело, главна таму на изборна комисија, и ги имам исто носено ливчињата во општина. И тоа секогаш било фешта, онака општина во недела навечер отворено се собираа сите ливчиња во како градскиот парламент, собата на градскиот парламент, огромна преубава соба навечер со бели, со лјакови светла. Тоа ретко го гледаш навечер, нормално тие преку ден обично се работат, и гледаш други колеги што биле во други локали, носат кутиите. И ги предаваш, да, и тука веќе завршува твојата одговорност, после веќе службата за избори го прави тоа. Значи, тие премногу работа имаат пред избори, затоа и има посебни служби во повеќето општини само за тоа, и покрај тоа што нема цело време избори. Да. Тоа ме интересува. Од мене ме интересира, многу било интересно. Се завршува, значи изборно време од 9 до 18. Да. 18 и 5 секунди на прва, на втора више стојат првите процеки. Дора кај ги изброи овие вчера преска затворија се, одма ги имаат ваквите резултатите. Ама тоа пред тоа, например, има некоја тенденција, врз основа на таа тенденција они после тоа само ги коригираат, да речем. Да, тоа може се ако нешто стварно се деси, некој ливчета фали или нешто бројките да не се совпаѓаат, може нормално да се пише во протоколот едно ливче, не можеме да го најдеме, 3 пати изброивме и тоа е тоа. Иначе се во принцип на 4 очи, иначе броење. Јас бројам, ти гледаш, после ти броиш, јас гледам, нормално, да. Има доволно, мислам, 3 основни помошници се, еден главен и еден заменик. Сега уште нешто ти да прашам. На кој јазик броеше, германски или македонски? Така се брои. Јас си бројам на македонски. Значи, така ми се брои поубаво и тоа и нема проблеми на глас да си бројам. Океј, ја почнувам на германски, завршувам со македонски. Да, не знам зашто броевите повеќе на македонски ми идат. Така. Многу работи стеравме од испада од европски, па отидовме на политика, па стасавме до облаците и сега па се спуштивме на земјата кај кутиите. Да, кај кутиите, the place to be на 9 јуни, геј велен, што би рекле германците. Тие што имаат право и сакаат, нека гласаат. Некоја гласаат. Искористете си го правото на глас.
Има време цел ден. Недела е неработен ден, големиот дел од луѓето не работат, освен да речем овие што се, да речем, болници, полиции и други работи, другите луѓе не работат, така да можете слободно да си го направите тоа право, да си го ставите крвчето таму кај што сакате, кај што мислите дека за вас е најдобро, дека таа партија ќе донесе влијание или полез за сите. И до тогаш слушате не во петочно со Марини и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао! Чус!